Am fez cotilheiro, não? Quero, só para isso. Ali, desestimada lá, vou dar direito. Mario! Igor nešto se što pravi? Ti trčaše da sljedeći zon? Vidi ja. Nema da mu
Za desko bez mana. Ajde site ušte naš zajedno. Zdrava hrana za desko bez mana. Благодарам. Почитуван градоначалник на општина Македонски Брод. Почитувани гости, родители, ученици и сите вработени на основното општинско училиште Свети Климент Охридски од Македонски Брод. Во името на ЕКО училиштето, ЕКО одборот и организациониот одбор на манифестацијата Здрава храна за детство без мана ве поздравувам и ве посакувам убаво да поминете на ова приредба. Генерален покровител на нашава манифестација во Македонски Брод е градоначалникот господинот Милосин Војнески. Потврда дека градоначалникот се грижи за вас на младите. Не е само оваа манифестација, туку и сите проекти што ги работиме со вас, учениците во училиштето и надвор од училиштето. Несебично добивме поддршка од градоначалникот кога конкурираме за надпреварот Volvo Aventure во Шведска. Со нашиот проект секој наш чекор е важен за природата и токму со гордост можам да кажам, вчера во 14 часот нашето училиште е во првите рангирани од страна на судиите на тој меѓународен надпревар и ни пристигна диплома за постигнатиот успех. А сега, почитувани, го поканувам градоначалникот на нашата општина, господинот Милосин Војнески, да одржи поздравен говор со вас. Поберете ме Благодарам. Почитувани сограѓани, почитувани гости, драги ученици, задоволство ми е што можам да ве поздравам во моје лично име и во име на Советот на општина Македонски Брод. Посебно ми е чест што оваа манифестација Здрава храна за млад дух се одржува во нашата општина, во Македонски Брод и со задоволство ја прифатив поканата да бидам покровител, бидејќи се однесува за нашите најмлади, нашата иднина, иднината на општина Македонски Брод и на Република Македонија. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сопругата на председателот на државата, господјата Маја Иванова, која е генерален покровител на ниво на државата, на Министерството за образование, на Сдруженијето на граѓани ОХО, заедно со Швајцарската агенција за развој, која е тука доста присутна во нашата општина, ни помогна да направиме повеќе проекти, продолжуваме и понатака. Сакам да ги спомнам, бидејќи денес отпочнуваме со проектот КЕОТ, изградба на КЕОТ, со припрема на документација за тендер и на есен се надевам заедно сите овде да се собереме и да го пуштиме и КЕОТ во Македонски Брод во употреба за да го користат и нашите најмлади и нашите најстари, сите генерации што живеат во Македонски Брод.
Нашата општина е прогласена за еколошки најчиста општина во Република Македонија, но не е тоа случајно. Ние даваме подршка за одржување на сите манифестации кои се со цел да ја зачуваме нашата чиста еколошки општина Македонски Брод. Овде сакам да напомнам денес, вие посетителите имате можност да го посетите и пазарот, каде има штандови и од нашите земјоделци. Денес имаат и тие манифестација земјоделците и природата. За гостите сакам да кажам дека можат да купат еколошки чисто сирење, кашкавал, еколошки чист поречки мед. За сите кои се дојдени од страна, денес ја имаат оваа можност, како што реков, да посетат манифестацијата, да однесат во своите градови чисти еколошки производи. И на крај посебно сакам да се заблагодарам на вработените во училиштето Свети Климент Охридски, директорот на градинката од Македонски Брод и на средното општинско училиште, кои несебично взедува учество да направат производи од еколошки чиста храна, која потекнува повеќе од кај нас, и ве повикувам сите да купите од производите кои ги направиле нашите најмлади дечина, нашите најмили, а средствата, да знаете, ќе се употребат за ученичкиот дом во село Долни Манастирец, за да им створиме подобри услови и на тие дечина кои живеат тамо, да опремиме кујната и нивните спални, за да живеат удобно, да се осеќаат како во своји домови во општина Македонски Брод. На крај ви благодарам на сите за вашето учество и ви посакувам пријатна забава во Македонски Брод. Му благодариме на градоначалникот на општина на Македонски Брод, а дека нашето училиште Свети Климент Охридски има одлична соработка со Министерството за образование. Потврда е што на денешната манифестација имаме представник од Министерството за образование, а тоа е господја Зорица Велковска, која ја повикувам да не поздрави сите нас. Почитувани господин градоначалник на општина Македонски Брод, господин Војнески, почитувани директори, наставници и ученици, драги деца, почитувани гости и представници од медиумите. Ви представува особена чест и задоволство да ве поздравам од името на Министерството за образование и наука и од сите институции и невладени организации уклучени во програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. После 3 години од имплементација на програмата, во учебната 2012-2013 година, програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем ќе биде вклучена во сите детски градинки, сите основни и средни училишта во Република Македонија преку интегрираното планирање во наставата и ќе биде дел од нивните годишни програми за работа. Посебно задоволство ни представува што училиштата и градинките позитивно и активно ја прифатија имплементацијата и реализацијата на програмата како новина која ја внесуваме за подобрување на нашиот воспитно образовен систем. Кампањата Здрава храна за деца без мана, која под покровителство на господјата Маја Иванова, сопруга на председателот на Република Македонија, е само доказ дека училиштата и градинките се правото место од каде треба да почнеме да ја пренесуваме пораката за здрава храна. Многу сме задоволни што секојдневно присуствуваме на настани како овој денес и гледаме дека и училиштата и екоградинките се посебно среќни со постигнатите резултати и со голема радост и креативност ги представуваат заедно со соработниците, колегите, пријателите и поддржувачите. Нашите заложби за создавање на еколошко културни и еколошко образовни идни генерации, преку подигнување на свеста за заштита на животната средина и создавањето на екоучилиште и екоградинки, носат долгорочни резултати од кои целото општество ќе има и во иднина корист. Од името на сите носители, реализатори и учесници на програмата, сакам да ви се заблагодарам за вашето учество во кампањата Здрава храна за деца без мана, за вашиот вложен труд и ентузијазам. Од името на Министерството за образование и наука, Државниот просветен инспекторат, Бирото за развојно образование, Швајцарската агенција за развој соработка,
Сдруженијето на граѓани во кои сите партнери и поддржувачи на програмата сакам да ви честитам за денешниот успешен настан и да ви посакам понатамошна успешна работа на полето на еколошката едукација и заштита на животната средина. И да ве подсетам дека се она што сте го сработиле до сега треба да го одржиме и наградиме и да се видиме повторно на следниот екосамит со вашите училишта кои треба да бидат наградени со новото ниво, односно со зелено знаме. Ви благодарам. Благодариме за удовите зборови од представникот за Министерството за образование и наука. А сега го поканувам директорот на нашето училище, Тони Стазевски, сите нас да не поздрави. Почитуван градоначалник, почитувани представници од Министерството за образование и Сдруженијето на граѓаните ОХО, почитувани ученици, наставници, почитувани граѓани на општина Македонски Брод. Добре дојдовте на манифестацијата Здрава храна за детство без мана, организирана од нашето училиште во соработка со детската градинка 7 септември и средното општинско училиште Свети Наум Охридски од Македонски Брод. Нашава општина денес е домајчин на караванот за здрава храна на детство без мана, што се организира по генерално покровителство на госпоѓа Маја Иванова, председател, сопругата на председателот на државата господин Ѓорѓе Иванов. Училиштето Свети Климент Охридски од Македонски Брод уште на почетокот се вклопи во програмата за еколошка за едукација во македонскиот образовен систем. Така да, уште минатата учебна година, 2010-2011, беше формиран еко-одборот и нашето училиште влезе во еко-училиштето. Исто така, за председањето на од страна на Сдруженијето на граѓаните ОХО, нашето училиште го освои брензеното ниво. Се надеваме дека во септември ќе достигнеме и до зеленото ниво. Ова манифестација е само дел од активностите што нашето училиште, заедно со средното училиште и детската градинка, ги организираат во текот на оваа учебна година. Можете да ги видите изработките на нашите ученици, паролите кои се вклучени во нашиот екокодекс, можете да ги видите ликовните творби, исто така наставновите, можете да видите изработките на учениците во соработка со нивните родители, наставниците, овошје, зеленчук и исто така имаме и традиционална храна. И на крајот, живејте здраво, хранете се здраво. Благодариме на директорот и веќе го кажа мотото на нашето училиште за оваа манифестација. Интеграцијата на еколошката едукација во македонскиот образовен систем не може да биде остварена ако не беше Сдруженијето на граѓани ОХО. За таа цел почестени сте од ова здружение што може представник од нивна страна да не поздрави и да ни посака успешна работа во иднина. Ја поканувам госпоѓа Александра Младеновска Костич да не поздрави. Добар ден, почитуван градоначалнику, представници од општината,
директори, наставници, ученици, представници од медиумите на владините организации и граѓани на Македонски Брод. Јас се викам Александра Младеновска Костич и тука сум како представник на Сдруженијето на граѓани ОКО, која што е иницијатор и реализатор на кампањата Здрава храна за детство без мана. Инаку, како што претходно веќе се спомна, оваа кампања е само еден дел од едукативната програма Интеграција на еколошкото образование во Република Македонија, која што се спроведува во соработка со Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика и нашите најголеми и највечни соработници Швајцарската агенција за развој и соработка. Инаку, оваа кампања, идејата за реализација на оваа кампања беше врз две основи. Првата е да истакнеме дека Македонија има навистина убава и здрава храна со која што можеме да се гордееме. Дали се согласувате дека имаме здрава храна? Супер! Идејата е ова да го направиме познато на сите граѓани во Република Македонија, да можат сите да бидат свесни за тој квалитет што Македонија го пружа и да бидат горди на сето тоа. Втората основа за која што искреиравме оваа кампања е да помогнеме поточно да учествуваме во создавање на млади идни генерации кои што ќе имаат одговорен и активен однос кон себе и кон животната околина, поточно средината која што ги обкружува. Нашите најголеми соработници сте токму вие ученици. Вие со вашиот труд и со вашата работа правите оваа кампања и оваа програма да биде толку убава и да биде реалност не само во Македонски Брод, туку на територија на цела Република Македонија. Тимот од ОХО постојано ја следи вашата работа и од името на целиот тим ви се заблагодаруваме за тоа што го правите и за тоа што ќе го правите, бидејќи со вашата работа ние на вистина можеме да се ослониме на вас и на вистина можеме да направиме и да веруваме дека можеме да направиме вистински промени кои што ќе се во бенефит на сите граѓани. Сега сакам да ви го представам главниот кувар на кампањата Здрава храна за детство без мана, а тоа е познатиот кувар Цветко. Еден аплауз за него. Цветко ќе настапи со Брокула бенд. Може Цветко да го викна Брокула бенд? Тоа мене ќе ми го оставиш. Значи вака, здраво деца. Првен вас ве поздравувам. Здраво на сите. Поздрав до градоначалникот, директорите, родителите, а главни сте вие. Заради вас сме овде. Значи, јас ја заборавив песната како почнува и ќе ми треба помош. Значи, ми треба хорчето кое што ќе ми помага да дојде тука позади мене. Mi svetna nešto silno i mi stava jasno vedno i hodna kampa na glava stava mi čude si razni zrana prava polovi na kombi se vjetla i na moće od mrtva do dom i do mojega krava na doče Korasti za crna, ja mislio me nema toga svega, izgled do pet ajde zeta svega, probaj tebi je, se reći kod gladi nami prije, ovo se da smo
či nie? A co? Ako sa kažeš, moc sa to postavilo?
Zdrava hrana. Mama го приправи без шекер да стави. Една лажица па и две, медот заменува се. Краставица домат и рибина чорба свари, поубаво да раснат децата мали. Од овошје и зеленчук, свеже сок се седи, треба да се знае, здравието многу вреди. Орешциња, лесничиња, грозје сливи стружи, полни детски рачиња, убав мирис кружи. И разни бизнеси, јас го видов Марко како лошичниот пут да се бореше со последните сили. Во тој момент јас многу се истражив и решив да размислам како да му помогнам. И многу кратко размислување на Марко ми беше подошо, а јас со сета сила истрчав Марко. Отидов пред цешите и за миг направив многу цеш. Зидов од складот неколку јаблка и многу овој речници, преку голето не озрева јаблка, оливи и вишници. Од јаблката направив овошен суп, а од сите овоши направив овошна салата. Но Марко не беше при себе и не можеше да јаде од овошната салата. Но јас со лажица и од овошниот сок му давав по некоја булка. Кога Марко високи бистро од булката, целиот суп чека да биде при себе. По неколку часа Марко дојде при себе и кога го види, јас времеш понека му давав да јаде од овошната салата. Половина компир со предлог и оброче. Односно голуби поправало гробце. Комаце освета, комисија ме. Нека да остема, избори поле. Благодарам Македонски Брод. Бидете поздравени. Чао, чао, чао. Бъдете здрави. Vada da se pojde
ден денеска. Бидете сигурни дека ќе се искористи на вистинското. За ужина овој е зрел.